Започна судењето за убиството на турскиот државјанин кој беше убиен во угостителски објект во центарот на Штип во мај годинава. Денеска во судот во Штип под силно полициско обезбедување беа 5 мината осомничени, од кои еден за извршување на убиство и недозволено држење на оружје, а останатите 4 лица за помагање во извршување на убиството. Од основното јавно обвинителство Штип во воведните зборови беше посочено дека на 8 мај е извршено дрско организирано убиство со логистичка поддршка, свесно и активно. Првоосомничениот извршител на убиството бил со непријавен престој во државата, со оружје за кое немал дозвола, осудуван во Република Турција за кривични дела, убиство и недозволено држење на оружје. Второ и трето осомничените исто така биле осудувани во Република Турција, а во Македонија се представувале со лажен идентитет. Затоа обвинителството побара строга казна за извршеното дело. Од друга страна, одбраната посочи дека се направени пропусти, па побара делото да биде класифицирано како убиство на миг. Оттаму посочија дека обвинението е невистинито, со приложени докази за тоа. Денеска имавме прилика да видиме добро скоцкано обвинение од страна на ОЈО Штип, но за жал истото не е вистинито и не е реално, со тоа што ние како одбрана увидовме низа на пропусти во обвинението и сметаме дека ОЈО Штип со ваквото обвинение не докажува разумно сомневање дека ние како одбрана ќе докажеме вистината, спротивната страна, дека ниту убиството е сторено со умисла, а ниту пак соизвршителите, поточно помагачите, се помагачи во ова кривично дело, со тоа што одбраната поседува доволно докази, сериозни докази. Од денеска побарав да биде од кривичното дело сторено од крајна нужда или алтернативно побаравме да биде убиство на миг. Убиството се случи на 8 мај во кафе-бар на плоштадот Слобода во Штип, каде беше убиен турски државјанин.